Почитувани граѓани, почитувани медиуми, сведоци сме на уште едно разочарување од страна на владата на Мицкоски. Со голема помпа најавената мерка за замрзнување на маржите требаше да биде спасот за граѓаните од високите цени. Мерката заврши, а граѓаните не ја ни почувствуваа дека воопшто постоеше. После 1 месец од примената на оваа мерка, граѓаните почувствуваа само разочарување. Синдикалната кошничка се намали за символични 57 денари, толку се заштедило за 1 месец. Пова легитимно е прашањето дали ова е сериозна економска политика или само замајување на јавноста. Цените во маркетите почитувани за најголемиот дел од производите останаа исти. Неколку производи се намалија за незначителни суми, но тоа граѓаните воопшто не го почувствуваа. Ова не е случајност, неефикасната мерка е последица на лошото и непромислено работење на владата. Мерката не беше добро подготвена, а владата им дозволи на трговците прво да ги зголемат цените пред нејзиното стапување на сила. Нереалните трошоци кои ги имаат граѓаните заради слабите политики на владата и нереалните цени се товар на семејствата и родителите секој ден. Просечната плата, наместо да расте, се намали за 1000 денари, а 4-члено семејство има потреба од најмалку 61.249 денари за основните потреби. Граѓаните се принудени да одбираат дали да купат основни прехранбени производи или да ги платат сметките. Секој ден е битка за достоинствен живот, а оваа влада не понуди никакво решение, не понуди ниту било каков план. Почитувани, граѓаните заслужуваат стабилност и поддршка во овие тешки времиња. Затоа поднесовме закон за зголемување на минималната плата на 450 евра, но владата го одби. Одбивањето на оваа мерка е истовремено одбивање на пристоен живот за илјадници наши сограѓани. Ке продолжиме со нашата борба и повторно ќе го поднесеме законот, затоа што подобриот животен стандард, почитувани, не е луксус, тоа е право на секој граѓанин. Сега, кога владата покажа дека нема ниту стратегија, покажа дека нема ниту волја да ги реши овие горливи проблеми, сада сама најавува дека ќе поднесе закон за вистинско намалување на цените. Ова нема да биде уште една мерка за мачкање очи, ова ќе биде вистинска и реална мерка за намалување на цените. Нема да дозволиме нашите граѓани да бидат жртви на празни ветувања и политички манипулации. Секој човек е важен. Секој родител кој се труди да ги нахрани своите деца, секој млад кој сака да остане во земјата и да гради иднина тука, секој пензионер кој треба да ужива во плодовите на својата работа. Граѓаните заслужуваат влада која ќе работи за нив, која ќе покаже одговорност и која ќе покаже посветеност. СДСМ е тука за секој од вас и нема да запреме додека не обезбедиме подобар живот за сите. Ви благодарам.